Со вас сме заедно од 7 часот до 9:30, а во овој термин предвидуваме разговор кој што верувам дека ќе биде доволно интересен и значаен пред се за вас, за сите оние кои што сакаат да се грижат за екологијата, за животната средина, кои што при тоа сакаат да свесно се однесуваат кон она што значи наша здрава иднина и простор богат со убавини за поколенијата кои што доаѓаат. Иако секојдневно секако мораме да приготвуваме храна и затоа мораме да го користиме маслото. Дали вие знаете што се случува потоа откако нели ќе го искористите маслото во домаќинствата за приготвување на храна, како тоа делува, доколку несоодветно се складира и несоодветно секако по завршувањето се спроведува нели можеби во мијалниците или пак во отпадот. Какво е неговото штетно влијание кон животната средина? И дали сте се прашале постои ли начин каде и како можеме да го одложиме соодветно и дали може ова масло да се употреби и понатаму во однос на рециклирањето? Денес ние ќе зборуваме за еден проект кој што Сдруженијето Љубезност заедно со Sunnylands го имаат веќе од 2017 година. Рециклира и донирај. Станува збор за акција која што се спроведува за да преку рециклирање на отпадните масла за јадење се направи донација за социјално загрозените семејства во Македонија. Што значи дека маслото кое што го употребувате во вашата кујна и во вашето секојдневие може и да помогне кај социјално загрозените и ранливи семејства. На кој начин секако ќе дознаеме низ разговорот во продолжение, каде што и вие може да се вклучите преку телефонските линии. Ве покануваме да доколку имате некои прашања, недоумици и нешто што сакате да го дознаете, ќе можете ова утро да го дознаете од нашите соговорници во студиото, пријателите на Македонија денес и пред се пријатели на здравата животна средина и на социјално ранливите категории на граѓани. Со нас е Тони Станковски од Сдруженијето Љубезност. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро и благодарам на поканата. И со нас исто така и Андреј Гокич од Sunnylands, кои што се грижат исто така за животната средина. Добро утро. Добро утро, благодарам на поканата. Да, рециклирај и донирај, проект кој што веќе е познат помеѓу поголемиот дел од граѓаните, но еве да ги информираме и сите оние кои што можеби досега немале можност да чујат нешто повеќе за овој проект. Како дојде до идеја да на ваков начин ги споите вашите активности и да помогнете секако кон пред се здравата животна средина, но и кон социјално загрозените и ранливи категории на граѓани? Сдруженијето Љубезност веќе 6 години како работи на полето на помагање на сиромашните, пред се на бездомниците, но и на социјално загрозените семејства и поединци. И во овој период имаме различни активности во тој правец. Веќе 2017 година не контактира од компанијата Sunnylands, кои што веќе некое време ги следеле нашите активности. И на тој начин се роди соработката да она што го имаат они како активност меѓу многуте активности, да собираат отпадно масло за јадење од големите потрошувачи, како што се рестораните, хотелите, да тоа го имплементираат и со домакинствата. Така на тој начин што собирајќи отпадно масло за јадење од домакинствата, да генерираме количини на свежо сончогледово масло кое што ќе можеме да го донираме на социјално загрозените семејства. Така да повеќе околу системот можеби Андреј може да објасни како тој функционира и нели со големите, но и со домакинствата. Важно е дека бројот на семејства, на домакинства кои што се вклучуваат во самиот систем се повеќе расте. Се повеќе луѓе се јавуваат, сакаат да бидат дел од овој систем. Доволно е само да се јават на телефон, веднаш во нивниот дом им се носат празни кантички, кога ќе ги наполнат кантичките не се ограничени со време, дали е тоа 15 дена, месец дена, 2 месеци, не е ограничено. Повторно се јавуваат на телефон, така да логистичката поддршка на Sunnylands доаѓа директно во домовите, ги подигнува кантичките, полните кантички со отпадно масло за јадење и они сами одлучуваат дали наградата од пола литар свежо сончогледово масло ќе го добијат за себе или пак ќе го донираат, а Сдруженијето Љубезност ќе го однесе на социјално загрозените семејства.
Ќе дознаеме нешто повеќе секако и за тоа како домакинствата нели се вклучуваат во овој проект, но ете да се навратиме на почетоците на проектот Рециклирај, донирај, односно на вашата работа со пред се големите компании, угостителски објекти кои што секојдневно навистина користат многу масло и многу отпадно масло треба да биде соодветно складирано. Како бевте задоволни од работата со угостителските објекти во изминатите години? Рековте веќе од 2009 година работите со нив. Така, значи нашата еколошка дејност започнува во 2009 година кога за прв пат ги добивме сите лиценци за обавување на оваа дејност, односно за целосно управување со отпадните масла. И првиот сегмент кој што го опфативме беше угостителската и прехранбената индустрија во Македонија, како едни од најдиректно инволвираните во создавање на поголеми количини на отпадни масла, кои што може да влијаат и на животната средина доколку неправилно се исфрлаат, а секако и ние како сите како конзументи кои што ги конзумираме производите кои што се креираат со помош на маслата за јадење. Нашиот систем почна од 2009. Ние создадовме целосна логистичка мрежа низ цела Македонија, која што директно ги посетува угостителите и производителите на храна. Има систем каде што се собира маслото во амбалажа, во посебна амбалажа, потоа се собира од нашиот професионален тим и завршува во нашиот сектор за управување со отпад, каде што технолошки се третира, односно се загрева, се прочистува и потоа како една финална екосуровина се извезува надвор од државата, каде што големи производители ја користат оваа суровина за производство на биодизел. Значи, покрај тоа што се заштитува природата, се наоѓа и економски бенефит од оваа суровина која од овој отпад кој претходно се исфрлал и ја загадувал животната средина, и со тоа се креира една нова суровина за создавање на зелена енергија и понатамошно искористување на добивање на еден нов производ. Да, речиси се може да се рециклира и повторно нели да се употребува на даден начин, но битно е свеста од тоа колку ја имаме ние изградено како граѓани, како население, да соодветно тоа го складираме. Еве, вие допринесувате во размислување на тој процес и како што кажавте, угостителските објекти се вклучуваат и се придржуваат кон овие правила кои што на еден начин ја заштитуваат и животната средина. Што се случува, односно на кој начин отпадното масло влијае негативно и штетно врз животната средина доколку нели несоодветно се исфрла од употребата? Значи, отпадното масло, како и другите видови на отпад, може да биде голем загадувач на животната средина. И затоа тука е најважна едукацијата. Ние веќе 10 години работиме на едукација на индустријските создавачи и резултатите се одлични, бидејќи собираме над 650 тони отпадно масло годишно од нив и веќе соработуваме со над 900 индустријски создавачи. Инаку, во контекст на едукацијата, значи отпадното масло, 1 литар отпадно масло може да загади до 1 милион литри вода, чиста вода, и отпадното масло на пониски температури се стврнува, може да запуши, значи, канализациони системи, може да се наталожи на дното на реките и да влијае негативно на растителниот и животинскиот свет. Исто така, големи економски трошоци се предизвикани од стврнување на отпадното масло на самите системи и потоа нивното одзатнување може да чини многу за државата и институциите. Затоа и постојат овие системи и во светот, и во Европа, а еве и кај нас, каде што отпадното масло соодветно ќе се собере, ќе се селектира, собере и потоа ќе се истретира за ни 1 литар да не заврши во природата. Што претходно се случувало со отпадното масло пред вие секако да ја добиете оваа лиценција и работата со угостителските објекти во Македонија? Па за жал претходно, видите, кога нема систем или кога немало претходно, зборуваме сега пред 2009, кога немало ни законски решенија, ни регулативи, отпадното масло се исфрлало во канализацијата, може би завршувало и по депониите, значи некаде и во природата. Значи веќе доволно сме загадиле нашата животна средина. Така е, имало доволно неправилни примени, не би сакал да напоменувам и други, не се менувало и доволно редовно и тоа треба да го знаеме, значи сме јадели препржена храна. Тоа е важно за нас и за нашето здравје. Да, многу често секако угостителските објекти не го фрлаат отпадното масло, туку неколку пати го користат и го употребуваат, така, што е ние штетно. работиме и на тоа и се надеваме дека во иднина ќе се применат и други мерки за да може што поише да има следственост на тоа колку се користи маслото и до која мера треба да се користи за да се спречат негативните влијанија и во процесот на подготовка на храна.
Да. Кога сме кај домакинствата, значи во 2017 година, бидејќи ние започнавме со работка со љубезност и малце пред да почнеме овој проект, во поглед на донации од самата наша компанија, заедно дојдовме до една идеја да ги споиме двете работи, и еколошкиот и социјалниот аспект, и така произлезе Рециклирај и донирај, кои што покрај шанса за економски придонес на граѓаните им овозможува да бидат и хумани, бидејќи, како што објасни претходно Тони, за секои 3 литри отпадно масло, односно за секоја наполнета кантичка, добиваат од нас половина литар сончогледово масло, кое што може да го задржат за себе или да го донираат преку љубезност до социјално ранливи категории на граѓани. Едноставно Така е само треба да го свртат телефонскиот број и да ја повикаат вашата мобилна екипа до домот. Дали низ целата територија на Македонија има тимови кои што ги покриваат домакинствата? Да. Значи нашиот тим минимум еднаш неделно поминува низ сите градови во Македонија. Ние имаме и други дејности, така обезбедуваме и сончогледово масло како награда за собирачите, бидејќи имаме друга дејност во прехранбената индустрија. Да, сега ме интересира колку кај нас во Македонија свеста кај граѓаните за зачувување на животната средина е зголемена и колку наидовте секако на позитивен фидбек од страна на граѓаните во однос на оваа акција Рециклирај и донирај. Свеста на граѓаните расте, има еколошко свесни граѓани, значи не може да генерализираме. Ние работиме во поглед на овој отпад да ја зголемиме свеста, верувам дека и ги следиме и сите трендови во светот и во земјава, дека се работи на другите видови на отпад, има и многу невладини организации кои што работат на генерално зголемување на свеста на луѓето, како да селектираат, третираат отпад, што треба да прават, а што не треба. Јас би напоменал едно истражување на Голгрен во 2017 година во Скопје, каде што имаше 300 испитаници баш за отпадното масло. Во тоа време само 37% се изјасниле дека знаат дека постои, дека може да се рециклира маслото, меѓутоа само 2% го правеле тоа, а према тоа истражување 70% од испитаниците го одлагаат отпадното масло во тоалетниот или кујнскиот одвод, а 20% го собираат во своја некоја амбалажа и потоа го изјавиле дека го фрлаат заедно со другиот комунален отпад. Ние работиме токму да ги смениме овие практики, значи да ги намалиме овие проценти на луѓето кои што не се запознаени, да ги зголемиме, да го зголемиме бројот на луѓе кои што ќе влезат во системот. До сега има над 2000 луѓе влезени во системот и успеавме да собереме околу 4,5 тони отпадно масло од почетокот на проектот, а се генерира и донации од околу 450 литри отпадно масло до бездомни семејства преку љубезност. Така да, значи, се гледа и еколошкиот и социјалниот бенефит од оваа, да ја наречам екосоцијална платформа, која што може да овозможи две позитивни активности кои што може да ги прави секој домаќинство. Да. Дали сте задоволни од бројката? Ги исполнили вашите очекувања овој број на однос на собрани литра отпадно масло? Видете, никогаш не сме задоволни целосно, бидејќи секогаш сакаме тоа што повеќе да се шири. Важно е да се каже дека од година немаме огромен број на години за да правиме анализа, меѓутоа оваа година растот е 70% на месечно ниво во споредба со минатата на собрани количини од домакинствата. Така да системот расте, би кажал пополека, но сигурно, и ние се трудиме што повеќе во соработка и со љубезност и со други проекти, со невладини организации, со општини, со образовниот сектор да работиме на едукацијата, бидејќи тоа е еден круцијален фактор во зголемување на системот и во креирање на навиките кај домакинства. Да, најважно е секако едукацијата и најважно е таа да започне од најрана возраст, ќе позборуваме за тоа како секако се врши едукација и кај најмалите. Јас она што би сакала сега Тони вас да ве запрашам во однос на хуманата страна на граѓаните. Да, сите ќе го собираат отпадното масло и за една кантичка добиваат половина литар сончогледово масло. Дали најчесто го донираат и оде ова масло кај социјално ранливите категории на граѓани или пак го задржуваат за себе? Каква е сликата на терен, што е она што нашите граѓани сакаат да сторат со донацијата која што за возврат на отпадното масло ја добиваат? Како се зголемува бројот на домаќинства кои што се вклучуваат во системот, така се зголемува и бројот или процентот на граѓани кои што сакаат да донираат.
со тоа што затоа што ако работиме на зголемување на свеста, кај нив е побитно да го соберат маслото за отпадното масло за јадење, да не го фрлат во животната околина, отколку да ги добијат лично тие пола литар за себе. Со самото тоа што проектот нели е со наслов рециклирај и донирај, и со самото тоа што они изразуваат желба да бидат дел од самиот проект, се поголем е бројот значи на домакинства кои што одлучуваат генерираната количина на масло, нели сончогледово масло, да ја донираат, каде што нели Сдруженијето Љубезност ја носи до социјално загрозените семејства. Инаку дел од активностите не се и собирање на донации во во облека, во хигиена и во останати работи кои што се потребни за семејствата, и во контактите што ги имаме со тие домакинства кои што ги донираат тие донации, имаме прилика да анимираме и за овој проект. Значи, влегувајќи во секој дом за било која донација, едноставно имаме можност да ги анимираме и за ова, така да веќе со самите контакти, самите се јавуваат или порачуваат донесете ни кантичка или се јавуваат директно во Суниланс, така да каналите на информација стигнуваат на најразличен начин. Да, тука и вашата соработка со Ретвитни оброк и секако голем број, како што кажате, на акции кои што ги имате се со цел да им помогнете на граѓаните, каде може да ве најдат и колку често бараат граѓаните помош, дали има навистина толку голема потреба колку што ние секогаш и изборуваме во рамки на нашата емисија за состојбата во која што се наоѓа македонското семејство, и навистина голем е бројот на луѓе кои што дневно немаат можност да обезбедат соодветен оброк за себе и за своето семејство, па колку се зголемува обемот на работа на вашето здружение? Секоја активност нова што ја почнуваме, гледаме да биде континуирана активност. Да не биде нешто што е инцидентно поради некој светски ден на нешто, на сиромаштие или на глад, затоа што тоа е само еден ден во годината. Луѓето им е потребна помош во текот на целата година, помош и поддршка, така да секоја активност гледаме да биде континуирана активност, така и активноста што имаме во соработка со Ретвитни оброк од 2013 година, нели започнавме со делење на топол оброк пред спомен домот на Мајка Тереза на бездомниците. Од 2015 година ни се приклучија и младите луѓе од иницијативата Ретвитни оброк, и до ден денешен имаме одлична соработка. Инаку во односот на семејства кои што им е потребна помош, официјалната статистика од 2016 година кажува дека 21% од населението во Македонија е во ризик на сиромаштија. Тоа е огромен број. Еве да земеме дека не сме 2 милиони, или пописот ни престои, ако не се 400-450 илјади кои што се, и 300 илјади е голема бројка. Да. Тоа е бројка која што и државата не е во можност целосно за да им помогне, а камоли некое здружение или некое поголемо здружение. Така да се трудиме максимално спрема условите и можностите да помогнеме на што поголем број на семејства. Не сме во можност тоа да го правиме целокупно за оваа бројка што ја споменав, но затоа се тука и сите останати здруженија кои што едноставно имаат своји крајни корисници кои што им помагаат на соодветен начин. Да, навистина е добро кога се има голем број на здруженија кои што помагаат и кои што се освестени во однос на дадената состојба која што постои кај семејствата. Верувам дека вакви слични соработки каде што ќе може и граѓаните директно да донираат и да помагаат и во иднина ќе слушаме, и секако дека секој на свој начин може некако да допринесе и да ја подобри состојбата на некој од овие ранливи семејства. Драги гледачи, вие доколку сакате може да се вклучите во разговорот, да поставите некое прашање или пак едноставно да споделите со нас што вие правите со отпадното масло во вашето домакинство, на кој начин тоа завршува откако соодветно ќе биде употребено за приготвување на храната во вашиот дом. Доколку досега можеби не сте знаеле или не сте биле информирани за овој проект и оваа акција Рециклирај и донирај, соодветно може секако и вие да ги поканите во вашиот дом Сдруженијето Сониланс и Љубезност, да и вие добиете една ваква кантичка каде што ќе го одлагате отпадното масло, а потоа секако соодветно ќе може да донирате половина литар сончогледово масло за социјално ранливите категории или пак едноставно тоа да биде за ваша лична употреба. Имаме гледач на линија, велиме добро утро за кого? Добро утро, Сања. Добро утро. Морам да се јавам да го поздравам мојот драг Тони
што не го покаже камерата да го видам. Така. Јас сум иначе член на љубезност. Жалам сега што сум отсутна, што не можам да другарувам со нив. Да, често говорите за тоа како вие преку љубезност сте помагале на граѓаните. Па знае Тони како јас сум била кој организатор, нека он каже колку сум била дарежлива, колку сум била активна. Иако со болеста моја се борам поодамна, сега птен ме совлада и не можам да бидам со нив, али здравје на есен, може би ќе ме попуштат ногите, па ќе поново другарувам. Иначе многу сакам да дарувам, со Тони се дружам, Тони е прекрасен, свака му час како излегува на крај, кога делиме храна, само викаат Тони, Тони, Тони. Бараат дупло јадење, а он вика не, треба да има за сите, затоа што имам уште на други да поделат. Така да, он е прекрасен и неговата сопруга исто многу работат. Са, така, младите мора да работат и да сите да земат пример од љубезност. И право име ставиле љубезност, затоа што се стварно прељубезни. Да, дали вие го собирате отпадното масло од домакинството и го соодветно складирате? Не користам масло, но малку ставам така да не пршам, не чистам и нема масло, а иначе сум дарувала со други намирници, гардероба и така. И сега Тони нека најде време имам овде да му дадам некои работи да се ги земе, за да даде на некој да се обучат. Одлично. Господја Божа, како и вообичаено хумана, и ви благодарам што и ова утро се вклучивте. Ете го видовте вашиот Тони во нашето студио. Да. Тетка Божа е една од 10 волонтери што ги имаме од трето доба, кои што неуморно се активни, дури некогаш кажувам дека се поактивни него и помладите. Значи нема ден да не се слушнеме, нема ден да не договори некаква активност, дали со донација, дали со носење на некое семејство. Значи ја поздравуваме тетка Божа. Претпоставувам дека сега е во Бродец, таму одмара, така да и пожелуваме да убаво се чувствува во тој планински предел. Да, таа беше и наша гостинка драга во студиото, да ја запознаеме лично, затоа што ете секогаш убаво да се споделат вакви личности со целокупната јавност, кои што и понатаму ќе мотивираат и други граѓани да одат по нивниот пат. Рековме дека е многу важна едукацијата во однос на рециклирањето и да бидат информирани и децата уште од најмала возраст што се случува со природата доколку несоодветно се складира маслото за јадење. Па колку ете во едукациите кои што ги организирате се вклучени токму и најмладите да уште од најрана возраст дознаат за можностите кои што ги нуди рециклирањето? Па, како што кажавте, значи најважна е едукацијата и уште поважна е да почне од најмали нозе. Поради тоа ние имаме и еден друг проект кој што се спроведува со 11 градинки во градот Скопје. Тој го спроведуваме заедно со ОХО, каде што исто пред 2 години го започнавме креирајќи една програма баш за отпадното масло, каде што концептот е во овие градинки кои што се вклучени во проектот. Проектот се вика Учиме за собирање и рециклирање на отпадно масло. Во тие градинки наставничките добиваат прирачник со неколку идеи и концепти како да им ја представат темата на децата. При тоа тука е вклучен и ликот на Петко, каде што имаат работни листови и во неколку ситуации објаснети во поглед на отпадното масло како тоа не треба да се исфрла и како треба да се третира. И како што реков, значи преку ликот на Петко, преку креативноста на наставничките и преку оваа програма работиме и на зголемување на свеста на најмладите и при тоа и значи родителите може да бидат директен пример бидејќи презентираме и пред нив и им кажуваме дека покрај оваа програма може и директно да им покажат на децата дома како се собира и селектира отпадното масло доколку го создаваат во овие кантички. Да. Значи теоретски и практичен дел. Да, интересно секако и убаво е да се пренесува примерот на најмладите, токму тука родителите директно да се вклучат сите оние кои што ќе сакаат нели да добијат ваква кантички и да се вклучат можеби во овој проект доколку досега тоа не го сториле. 070-264-444, лесно се памети овој број, само треба да го завртите и да кажете дека и вие сакате да се вклучите во оваа акција и дека од денес па натаму отпадното масло од вашите домаќинства ќе завршува во овие кантички, а потоа соодветно секако ќе биде
биде рециклирано, да ја зачуваме заедно животната средина, да не дозволиме повеќе секако отпадното масло да завршува во мелниците, во тоалетите, а потоа секако да ја загадува целокупната животна средина, да бидеме хумани и кон луѓето кои што имаат потреба од нас, па благодарение на донацијата од ова отпадно масло, соодветно и квалитетно масло секако ќе добијат домаќинствата кои што не може да обезбедат средства за живот и се заедно тука со Друженијето Љубезност и секојдневно со нив се во комуникација, па ете, бидете хумани, донирајте и зачувајте животната средина. Ние сме тука да информираме секогаш за ваквите акции и веруваме дека ова утро ве поттикнавме да размислувате во овој правец. Андреј, кои се следните активности кои што планирате да ги превземете и во кој правец понатаму ќе се движи ова ваша работа во однос на зачувување на животната средина и подигнувањето на еколошката свест кај граѓаните? Нашите следни активности се инволвирани околу овој проект, значи и наоѓање начини и решенија како да го зголемиме системот, што повеќе да имаме испланирани едукативни активности, како што реков, во соработка со различни видови на организации и институции. И секако, значи, главната визија е таа да се подигне еколошката свест, за да може да се собира што повеќе отпадно масло и да не се исфрла во природата. Следните активности се околу едукацијата најважни, значи како што реков, а секако едукација и кај домаќинствата, меѓутоа и во се уште мислиме дека имаме простор за подобрување и во делот на индустријата. Значи, иако тоа е веќе развиен дел, меѓутоа се уште и таму има некои најмодерни практики кои што би сакале да ги спроведеме. Да, очекуваме секако следните анализи и статистики да бидат дека е навистина собрано голем број на отпадно масло, а секако за возврат на тоа донирани уште поголем број на литри на масло кои што ќе може да го користат корисниците на услугите на Сдруженијето Љубезност. Ви благодарам што ова утро бевте дел од нашата емисија. Тони, вие не мирувате со љубезност и постојано сте активни, така ќе биде и во летниот период. Дали вие имате да најавите можеби некоја нова акција и дали секако има нешто ново што ќе биде интересно да се сподели со граѓаните ова утро? Активностите продолжуваат и понатаму, без разлика на годишните одмори, на летото што е пред нас. Сите активности, како што напоменав, се континуирани активности. Веќе од есен почнуваме со собирните пунктови за да се спремиме за зимата, нели, за да бидеме спремни за помош и поддршка на бездомниците во зимскиот период. Паралелно со хуманитарниот дел, каде што, нели, се донираат најразлични добра на луѓето, вклучително и основното храната, работиме и на тоа да им помогнеме во делот на вадење на документи, исто така изработка на CV, посредуваме за вработување, имаме позитивни искуства во тој дел, затоа што не е наша цел да ги навикнуваме луѓето на хуманитарна помош за цел живот, него едноставно да има услови да можат самите да допринесуваат за себе и за своето семејство. Така да во следниот период ќе работиме повеќе и на тој дел, за да тие два процеси одат паралелно во процесот на ресоциализација и реинтеграција на оваа маргинализирана група на граѓани. Да, а ги поттикнеме сите оние кои што сакаат да бидат хумани и да помогнат во сите ваши активности, да ве побараат и да се вклучат, како и тетка Божа која што редовно се јавува во нашата емисија, и тие така ќе се чувствуваат убаво кога ќе знаат дели дека некому нешто помогнале. Јас би ги поздравил тетка Божа и тетка Петранка и Дафинка и значи сите, сега не скокнам некој од сите кои што едноставно даваат голем допринос во работата на Сдруженијето. Да, никогаш не е малку кога се помага, секогаш вашето малку за некого значи многу, затоа бидете хумани, донирајте и секогаш бидете свесни и освестени за она што ние го правиме кон природата. Затоа од денес па натаму, доколку сакате да ја зачувувате животната средина, имате вишок на отпадно масло, складирајте го во кантички и на тој начин секако ќе бидете и еколошки свесни, но и хумани граѓани. Јас, драги гледачи, ви благодарам за вниманието со кое што го следевте овој разговор. Тука ќе направиме една пауза, потоа се враќаме во студиото и продолжуваме. Со вас сме и денес до 9:30.